Добро вечер, гледате Отворено студио. Јас сум Боријан Јовановски. Гостин во ова издание на Отвореното студио е народниот правобранител Иџет Мемети. Повод за негово гостување се последните настани инциденти во притворот во Шутка. Добро дојдовте, господине Мемети, во Отвореното студио на 1 ТВ, но пред да продолжиме со разговорот, дозволете ми да им соопштам на гледачите веста која пред малку дојде, а тоа е дека ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се договорија да настапат на претседателските избори со консензуален кандидат за претседател. Па да ја погледнеме изјавата на господинот Али Ахмети во врска со оваа одлука на коалицијските партнери. Ishte një takim mjaft përmbajtësor me zotin Zoran Zaev. Имавме значително содржински состанок со господинот Заев. Biseduam mbi të gjitha zhvillimet në vendin tonë, po edhe në rajon. Разговаравме за развојот на станите во нашата земја, меѓутоа и во регионот. Sigurisht njëra nga temat thelbësore ishte çështja e zgjedhjeve presidenciale. Се разбира дека една од суштинските теми беше претседателските избори. Bëm një analizë thelbësore sepse duhet të vendoset një standard në vendin tonë. Направивме суштинска анализа, имајќи предвид дека треба да воспоставиме еден стандард во нашата земја. Edhe pse janë bërë përpjekje edhe më herët për të pa suksesshme. Иако обиди за тоа имаше и порано, но беа неуспешни. Për të dhënë porosi të shëndetshme tek qytetarët tanë. За да дадеме една здрава порака до нашите граѓани. Sepse kemi një shoqëri dhe parti politike të pjekura tani më që mund të marrin aktivitete të përbashkëta edhe për kryetarin e shtetit. Дека имаме доволно зрели политички партии, но и општество за да може да донесат заеднички одлуки и за претседател на државата. Kështu që ram dakord që në këto zgjedhje të dalim bashkarisht me një kandidat të përbashkët. Така да се договоривме на овие избори да излеземе со заеднички кандидат за претседател на државата. Dhe kjo të bëhet një standard për Republikën tonë që edhe në të ardhmen të shërbejë si një shembull dhe një standard dobiprurës për vendin dhe për qytetarët. И ова да стане стандарди во иднина, кој што ќе биде еден од корисните нови стандарди за граѓаните и за државата. Тоа беше изјавата на лидерот на ДУИ Али Ахмети, дадена веднаш по средбата со претседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев. Повеќе за ова во дневникот во 20 часот. А сега одиме со најавената тема и мојот гостин Иџет Мемети. Добро дојдовте уште еднаш. Господине Мемети, кои се вашите наоди? Вашата канцеларија на теренот испрати тим кој го истражуваше случајот и последниот инцидент кој се случи во Шутка. Кои се наодите првичните наоди од вашето истражување? Првичните наоди на тимот кој цел ден истражуваше, собирајќи и материјални и вербални докази, па и увид на местото каде се случува прошетката на лицата кои се наоѓаат во притвор, укажува на голем број на и недостатоци, и непрофесионално постапување, буквално нефункционирање на системот за прошетка, како што налагаат прописите. Нашата истрага ќе продолжи, затоа што во текот на ова и другата недела повикуваме лица службени секако кои имаат повеќе информации за настанот, за на крај да дојдеме до наша одлука правобранителска. Ги имаме и снимките од видеокамерите и така натаму. Имаме и јавувања од лица кои издржуваат мерка притвор, но и од вработени во затворот Шутка, кои не информираат, се плашат секако. Меѓутоа... А зошто се плашат?
Не знам. Од кого се плашат? Не знам. Сметаат дека, ако ја кажуваат вистината, видите, вчера имаше едно јавување од вработен кој на институцијата Народен правобранител и вика вака: секоја чест на тоа што сте нашли начинот како ја водите истрагата. Меѓутоа, сепак сметам дека поседувате информации околу 50% од тоа што вистински се случува конкретно за тој затвор во Македонија. Што значи дека вие ствари со сите ваши ингеренции законски не можете да дојдете до тие 50 други проценти од вистината кои се веројатно сокриени во некоја сива зона таму? Несомнено дека има и работи кои нашите тимови не успеваат до крај да ги согледуваат и така натаму. Меѓутоа, ако ги гледаме 19 години назад, 20 години од кога постои институцијата Народен правобранител, нашите извештаи се многу прецизни и многу ценети во меѓународните институции. Било тоа да се Обединетите нации, телата или Совет на Европа и така натаму. Затоа што многу во детали ги осликуваат состојбите во секој сегмент од затворите, а конкретно и за затворот Шутка. Во право сте кога велите ова, бидејќи лично знам во повеќе наврати сме разговарале со вас на оваа тема. Вие сте имале препораки вашата канцеларија околу тоа кои се проблемите кои треба да се коригираат во целиот тој систем. Што е проблемот што не се постапува по тие препораки? Зошто никој, ниту една власт едноставно не превземе нешто за да тие проблеми кои таму се отсилени се решат едноставно? Бедно е дека немаат најверојатно доволно средства, затоа што за тој систем во буџетот смешни средства се издвојуваат. Друга работа е колку имаат волја тој систем да го средуваат. Видете, ако го гледаме затворскиот систем во Македонија од осамостојувањето на Македонија навамо, гледаш ти дека од формален аспект законски има напредок. Имаме подобри законски решења, прифатени се затворските правила на европските затворски правила и така натаму. Но од друга страна, за тоа што го создаваме како норма, како закон, не издвојуваме средства, не подготвуваме или не создаваме услови тоа да се спроведе. А за да се спроведе тоа што е пропишано во законот за извршување на санкции, треба доста средства, треба многу стручен кадар и треба тој систем да е што подалеку од тоа што значи политика. Ајде конкретниот случај, вие најавивте, рековте дека ќе сослушате повеќе луѓе кои се инволвирани или одговорни за случувањата таму. Дали разговаравте со оние кои непосредно беа мешани во инцидентот? Да, разговарано. Кои се нивните објаснувања, што не се совпаѓаат нивните изјави по однос на тоа која била причината и зошто дошло до тој вербален, па после тоа и физичка пресметка, да кажеме, или напад. Но другите изјави што ги земаме од лицата што имале биле присутни на ни даваат за право да имаме можност да донесеме добар заклучок на крај. И тоа сепак рано е за тоа да се зборува. Треба да се анализираат сите аспекти, не само вербалните изјави и документацијата. Видете, ние сме ја собрали целокупната документација и од приемот на лицата кои се биле во таа пресметка, учесници, и здравствената документација. И со самото таа документација ти гледаш en куп пропусти. Да не одиме понатаку безбедносниот систем. Например, кога спомнеа за здравствената документација, кои се пропустите? Видите, прво, кога се прима во притвор лице кое е осомничено и треба да издржува мерка притвор, за него треба да се направи проценка одредена. Прво треба да се разговара со него, да се направи безбедносна проценка, колку е можно.
Таквите работи воопшто не се нотира. Во овој случај тоа не е направено? Не. Не само во овој случај, види, Боријан. Ние имаме многу поголеми проблеми во затворите во Македонија. Меѓусебните пресметки не е само ова. Ова е веројатно секојдневна појава, само што сега веројатно е поизразено, бидејќи станува збор за поранешни министри. Ако се прашуваме зад кој стои партија, има други зад кој не стои партија. Мислам дека е битно за јавноста. Зошто доаѓа до пресметки меѓу затворениците? Затоа што тој систем почнува полека поголем ризик за општеството да представуваат неуманите услови, туку ризикот на недоброто функционирање на тој систем. Видите, јас сметам дека има попаметни се лицата кои се притвараат или кои се осомнечени и тие што издржуваат казна затвор, отколку тие што треба да раководат со нив. Видите, таму е друг свет, други закони владат и така натаму и така натаму. Кои закони? Закони на силата? Да. На сила. Таму не се одвива надпревар, Боријан, дека кој ќе биде подисциплиниран, кој повише ќе се прогресира за да се ресоциализира, да се врати во општеството. Таму имаш друг надпревар. Таму надпреварот се одвива кој ќе биде појакиот, кој ќе може да дојде без или со нешто друго, преку разни начини на коруптивни однесувања, да дојде до одредени бенефити, до одредени погодности и така натаму и така натаму. Ќе се вратам, изгледа не сакате да кажете, но уште јас сепак ќе пробам да инсистирам. Што рекоа Миле Јанахиевски и Спиро Ристевски, од друга страна притворените за случајот диво населје? Што е позадината на нивниот таков конфликт? Ние од нивното сослушување доаѓаме до заклучок дека според нив тие биле испровоцирани и нападнати без никаква причина. Но според другата страна, според изјавите, тие па другите биле испровоцирани, затоа дошло до таква пресметка. Но едно е, факт е дека системот не ни функционира. Тоа е најбитното за затворскиот систем во Република. Дали има посериозни повреди како резултат на овој инцидент кои се утврдени во извештајот на медицинските лица? Видите, ако гледаш медицинскиот извештај или книгата после инцидентот, таму не се бележени ваквите работи. И тоа е пропуст. Не може докторот да не ги бележи таквите работи. Не може докторот само да се напише во книгата дека се случило таква работа. Добро, сепак еден од нив е пратен и во градската болница. Да. Веројатно врз база на наодот на лекарот во затвор. Мислам дека ќе имаме прилика за деталите да разговараме за овој случај. Едно прашање која збуни јавност е како тоа се случија едно по друго двата инциденти. И тоа едните на прошетка, па потоа се случува инцидент и потоа другите одат и повторно се случува инцидент. Не знам дали ќе успееме да дадеме одговор на ваквото прашање од кога ќе ги имаме сублимирано сите работи. Меѓутоа едно е дека во затворот Шутка има, Боријан, 8 шеталишта. Во тие 8 шеталишта ги надгледуваат само 20 стражари. Едниот е задолжен за 4 шеталишта и другиот за 4 шеталишта. Еден за 4 шеталишта? Да, кој не може и физички... Колку затвореници се на едно шеталиште? Зависи како во кој временски период и како излегуваат. И по однос на начинот како се остваруваат прошетките, имаме еден куп забелешки. Прекршување на процедури и така натаму. Не може. Прво, поставеноста на шеталиштите, безбедносните камери или надзорот над шеталиштите е пропаднета и не ти функционира. Имаш само еден стражар во една кула која е непрописно поставена и за кулите има стандард
во која височина, од каков материјал и така натаму. Ние имаме кула од плек и од стакло, што не е дозволено. Имаш еден стражар кој недоволно е обучен и стручен и треба да ги мониторира сите четири шеталишта и имаш камери кои не функционираат. Видете за конкретниот случај, уште еден детал што јавноста не го знае. Тоа што мојата заменичка го каже во јавноста или снимките покажуваат дека гледаме дека трчи еден човек, односно чекори кон друг, се доближува, со еден се ракува, после се гледа дека се удираат и така натаму. И тоа ти не може да... Се ракуваат па се удираат? Едни се ракуваат. А едни се ракуваат, други се удираат. Па удираат. после се удираат. Меѓутоа ти не знаеш дали навистина се лицата што... Камерата е лош квалитет, сакате да кажете, па не може да се препознае идентитетот. Знаете од која камера се овие снимки? Не се од камерата што требала да ги фати нив. Или што требала, што го има во фокус тоа шеталиште. Ова е сосема трета камера за друго шеталиште. Случајно таа камера ги фаќа овие. Затоа што камерата што е намената за ова шеталиште не функционира воопшто. И кој е објаснувањето зошто не функционираат тие камери? Треба да ги прашаме надлежните и властите. Јас не знам. 16 години имаме известаи во детали и под Комитетот за превенција од тортура знаат за нашите затвори и ги читаат извештаите, и Комитетот за превенција од тортура на Совет на Европа повеќе од нашите служби ги читаат извештаите. Денеска под слична е состојбата и кажем. Видете, би посакувал за јавноста, ќе се обидам многу кратко, целиот тој систем да го кажувам. Системот, нашите анализи покажуваат дека пропаѓа. Како минува времето, пропаѓа. Освен нормите што имаат фатено поголеми стандарди, законите, другиот дел од услови, начин на раководење, безбедносниот систем, здравствените услуги, ресоциализацијата, од година во година се ништи и пропаѓа, ги немаме. Тоа што системот, затворскиот систем во времето на екс-Југославија функционирал многу подобро и поквалитетно сегашниот. Овој не функционира. Немаш ти ресоциализација. Немаш, еве ќе ги земеме лицата кои се во притвор. Тие знаеш, дневно ги пуштаат да шетат без никаква контрола. Никој не ги прегледува кога излегуваат. И тука во случајот на овој инцидент се нема ни проценка направено, во исто време се пуштени да шетаат без да се направи. Па не се прави никаква проценка. Се пуштаат да шетат без да се контролират дали имаат во себе тврди предмети и така натаму. Ние наоѓаме, ви реков на почеток, и бейсбол палки, и шипки, и не знам што и така, и телефони. Таму е борба кој ќе има појак телефон. Како имаат телефони? Ако е забрането? Па тоа. Кој им дава? Па и ние ги поставуваме овие прашања на властите. Видете, начинот како тој систем пропаѓа и поради тоа што немаме стручни луѓе да раководат со системот. Ние со партиски списоци одиме, доаѓа нова власт, ајде список на лица кои ќе бидат директори и заменици на директори од нашите маала. Не оди така, затоа ни пропаѓа тој систем. Од друга страна ти немаш порано имаше во сите наши затвори имаше посебен здравствен сектор со лекари, со медицински сестри и така натаму. Го немаш сега, тој е пропаднат. Ако добро разбирам, во позадината на сите проблеми е сепак корупцијата. Да. Има ли одговорност? Дали некој одговарал за корупција? Јас не знам. Немам податок дека некој во затвор и покрај тоа што е фатен. Знаеме за дрога, телефони, внесување, се и се што. Еви, самите сте сведок што се наоѓате кога одите таму да истражувате. Јас не знам дали има такви, можеби дисциплински постапки и така натаму. Ние сме воделе сметка најповеќе за... Па не, тоа е кривично дело, не само дисциплинска постапка. Тие не одговарат, еве се ја нашле, од кога се случило тоа, самите нашле дека во недозволено некој држи во соба маријуана. Како влегува, не се знае. Сите знаат. Тој систем е многу интересен и многу профитабилен. Но нема, сакате да кажете, нема што, политичка волја некој да стави крај на тој тип на... Може би ќе бидеме малце поинтересни за јавноста.
Одам јас во затворот Идризово, една прошетка. Се издвојувам од групата едновременно 5-10 минути, одам во една просторија каде издржуваат казна затвор, и тоа долгогодишна казна затвор, одредени затвореници. И разговарам со нив. Добар ден, правобранителе, дојдовте и гледаш теписон, плазма, телевизор, како сте правобранителе добар, ги гледате условите кај нас се многу подобри, ние инвестираме. Плативме 10.000 евра и го средивме тоа, да. Треба уште повеќе да зборувам за вакви работи. Најопасно за нашето општество е не дека условите се... Јас од позиција на народен правобранител треба најпрви да ги гледам условите и хуманиот аспект на постапување со лицата кои издржуваат казна затвор. Почнавме да размислуваме што со тој систем ќе... Тој систем наместо да ресоциализира, 100 пати го кажувам, тој регрутира. Тоа сакам да прашам, има ли анализа што се случува со луѓето откако ќе излезат, одлежат извесен период таму? Што е со тие луѓе? И какви се последиците? На кои се успеваат ли да се ресоциализираат после? Или се враќаат на криминалот поради Јас ќе ви кажам, нема, властите немаат такви анализи. Нема такви, ние сме многу лоши со евиденциите, не само затворските, и другите евиденции. По однос на ова што викате, дали успева нашиот систем да ги ресоциализира? Ви тврдам дека не, напротив. Станува пункт каде никнуваат или се регрутираат лица со подевијантни појави. Видете што покажуваат извештаите на Народниот правобранител како национален превентивен механизам. Додека оди тимот во одредена воспитно-поправна установа, лица кои се наоѓаат тамо поради малолетничка деликвенција и така натаму. После 4-5 години, затоа што долго време е ова институција, па и јас долго време, така. После 4-5 години нив ги наоѓаме како класични извршители на кривични дела. Тоа е доволен податок дека наместо да се ресоциализираат децата или младите, ние од нив создаваме во затворот, тие наместо да учат нешто, тие учат како да доаѓаат во судир со закон и како да избегнуваат да не се казва. Но последно прашање, што е со реформите кои офатија и делот на вашата канцеларија? Во која насока се развива потребата, односно се налага потребата да вашите препораки кои произлегуваат од вашите извештаи бидат имплементирани, тоа да биде обврска за властите. Бидејќи сега за сега впечатокот на јавноста е вие вашата работа ќе ја исполните, давате извештајот ќе биде проследен во собранието, формално во една административна процедура и потоа никому ништо. Јас се согласувам дека тоа е процес, многу битно е како ги прифаќаат. И се согласувам и со тоа дека за мерките кои ние ги предлагаме, освен законската регулатива која властите ја милуваат и ја прават, потребно е нешто друго, да се издвојуваат средства и системот да има кадровски капацитети кои се професионални. Сега, кај парите не сакаат властите. Професионалци не сакаат партиски. Овие се два најголеми проблема. И сега, добро е што почна во Македонија собранието да утврдува мерки согласно нашите извештаи, а владата нив да ги спроведува. Тешко оди, Борјан, ги следиме. Освен неколку се слејани во законски норми, другото многу тешко оди. И покрај тоа што многу полесно се комуницира со ова влада, јас јавно сум го кажал, се сеќавате на проблемите во собрание при изгласување на мерките? Не сакаат или не ги разбираат. Не сакаат да се занимаваат со цел ден зборуваат за човекови права, за граѓани, за нивни права, а од друга страна, кога доаѓат, кога ги ставаш на тест да се докаже на тоа, не го сакаат тоа. И уште нешто, кога е ваков проблемот во притворот конкретно, дали добивте одговор? Што е со системот за пробација, што го велат, односно оние алки, кои овозможуваат
луѓето кои се притворени, бидејќи тоа се луѓе кои не се осудени, тоа се луѓе кои се осумничени. Може и не се виновни за некое дело. Да таа мерка притвори издржуваат дома и бидат под контрола со тој систем на пробација, како што се нарекува. Знаеме дека Македонија, државата, добила донација од Европската Унија, со тие пари се набавени тие алки. Што е со нив? И не функционира. Тоа е се што знаеме. Дали имате вие одговор? Зошто тоа не функционира? Наоѓаат секогаш одговори. Кога и ние упатуваме препораки по однос на сите овие проблеми. Знаете какви одговори добиваме? Го имаме предвид, ќе го смениме законот, ќе направиме план, имаме акцијски план. Останаа само во планови и пробацијскиот систем. Тој од кога е требал да функционира? Па опремата е добиена, ако не се лам, 2014 година уште е стигната. Не знам дали е способна више таа опрема да функционира. Ние сме проблем во селина. Добро е што во институцијата Народен правобранител тече зајакнувањето на кадровските капацитети. Зошто викам добро е? Затоа што Македонија немаше механизам за превенција од тортура. Немав луѓе јас. Поради што бевме многу критикувани од Советот на Европа. Да, 5 години вработев со донација од УНОЦР за да ги истражуваат овие работи. Така поранешната власт не сакаше да слушна за вакви работи. Правобранителот да истражува и да искажува, односно да ја информира јавноста или да критикува. Од кога и се случи проблемот, ако се сеќавате со пратениците за настаните од 27-ми, тога и дојде цела пратеничка група на ВМРО кај мене. И вика, сега ве сфаќаме на каков начин сте се бореле за подобри услови во затворите. Сега гледаме какви се затвори. И то брзо ги забораваат таквите работи. Сега имаш друга. Иџет Мемети, ви благодарам што бевте гостин во Отвореното студио. Ова е крај на овој дел од Отвореното студио. Продолжуваме со Централниот дневник. Гостин во Централниот дневник е спикерот Талат Џафери. Останете со НТВ.